Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Гордана Дувњак, а вие го гледате најновото издание Правда и неправда. Вечерашново издание по многу нешта е нестандардно. И двајцата мои гости тврдат дека се оштетени и измамени, но од оној другиот. Пред неколку месеци на едниот од моите гости му се запали джипот, а вториот мој гостин пред 10 дена присилно имаше обид за присилно исфрлање од станот. Третиот неведлив гостин, кој што во моментот не е на оваа маса, но е длабоко инволвиран во овие должничко-доверителски односи, се банките. Досието банки во изминативе неколку години беше актуелно во повеќе наврати, но истрагата околу досието банки е се уште отворено. Им посакувам добре дојде на моите гости, од мојата десна страна, господјата Кираца Трајковска. Добар вечер до вас. Дипломиран Добро вечер до гледачите и да ви честитам годишнината од вашето постоење и ви пожелувам понатамошни успеси. За оние што не ве познаваат, господја Кираца Трајковска е дипломиран економист во пензија. Долги години во бизнис круговите важеше за десна рака на Штер Јонаков од Фершпет, еден од најмоćните луѓе во државата, но по долги години соработка и лојалност, пред неколку години непријателски се раздружија, зашто во тоа време многу пишуваа медиумите. Од мојата лева страна, господинот Златко Тодоров, по професија архитект, инаку собственик на Кубус Део и Кубус Инженеринг. На Кубус. Сега да. Кубус, да. За кој што некои велат дека станува збор за контроверзен градежник. Ке видиме дали е тоа така, но да почнеме од почеток. Кога помна во некои кругови дека подготвуваме една ваква емисија, но гумина ме предупредија дека е многу ризично. Па оттаму ќе ве замолам уште на почетокот за меѓусебно почитување, за фокус во дискусијата и да го зачуваме достоинството на оваа емисија и личното. За почеток, од кога датира вашето познанство? Повелете, господин. Би почела јас прво. Некаде после 2000 година, после неколку кратни средби на форуми, така продолжи и нашето деловно работење. Ја оградувам мојата поранешна фирма, затоа што во ниеден момент не сме имале деловни односи како представник на Фершпет и представник на Кубус. Сите тие наши деловни соработки биле на приватен план. Како ќе го оцените вие почетокот на познанството? Ќе прецизирам. Значи, како архитект, контраверзен ќе се види по градбите, нели, тоа како е направено, што е направено. Господјата Трајковска имам запознаено некаде 2007-2008 година. Претходно нити имало потреба, нити сме имале причина да имаме контакти. Господјата Трајковска, значи ја знам преку Комерцијална банка, односно преку директорот на секторот за кредитирање Твртковиќ, заради тоа што ние сега тоа го знаеме, тоа што не сме го знаеле, сме припаѓале на во истото одделение за кредитирање, односно истиот сектор преку кој што мора секоја фирма да работи. Отприлике е тоа за првите впечатоци, првите контакти. Некаде, значи, 2007-2008 година. Само, ако можам да ве замолам, да се, бидејќи кратко трае емисијата, да се држиме конкретно за она што сме вечерва тука, инако ако почнеме сега да раскажуваме за сите наши средби, настани, добро, ќе ги оптеретиме гледачите и затоа да се придржуваме за она што сме дојдени тука и да ги соочиме фактите меѓусебно. Добро. Јас барем ќе се потрудам на таков начин да настапам. Барам и од
спротивната страна истото да го Да, се надевам дека направи. ќе има ферплей. Кажете ми, ќе ви поставам конкретно прашање. Кој беше вашиот интерес да му давате позајмици на господинот? чисто Тодора. пријателски односи, Да. вербата што ја имам во луѓето, затоа што отидов во пензија со 38 години, 30 години бев во стопанството, не ги спомнувам претходните години кај што бев во орган на управување, бивши СОК. Има верба во луѓето, во деловните партнери, во личните пријатели Колку е што тоа сум ги имала. вообичаено во деловниот свет да се даваат Може би позајмици? денеска не е вообичаено, но во тој период, затоа што и двајцата потекнуваме уште и во на минато време, од кое време сите избегнуваме, но јас сум горда на тоа време, затоа што сум воспитана во таков дух. И од тие начала тргнав и не само Златко, и многу други деловни партнери, и сум позајмувала, и сум давала заеми. Под какви услови, господине Тодоров, ви беа дадени позајмици? Значи, ќе бидам помалце прозаичен. Не се работело за пријателство, заради тоа што контактот е исклучиво, значи првичните контакти се исклучиво преку комерцијална банка. Лични контакти не сме имале. Дека е тоа така, постои цела серија на документација, на папири, кај нас постои отприлike некои 70 гигабајта скенирани документи поврзани помеѓу себе, секој кој што сака тоа да го провери, може да го провери, тоа е дадено преку многу сериозни институции да се преиспита во надлежните институции за гонење на Добро, ќе дојдеме и до тоа. Така, да. Господјо Дали Кираца, можам да, повелете. Да. Не е точно дека контактите биле преку комерцијална банка, него тие се чисто приватни контакти од форуми. Може би подоцна се судрувале тие средби и интересите, да речеме, преку банките. Кога дојдоа првите ве проблеми во молам, вашите меѓусоби? Значи, и она што се повика господинот Тодоров, дека постојат фајлови, не знам колку, никогаш јас во јавноста до сега не сум видела да бидат презентирани точна документација. Не со разноразни прикази. Добро. Кажете ми како дојде до тоа да земете кредит Не, на првата соработка што била. првата Значи, соработка? Да, така би повелете. почнале. Добро. Да имаат Првата граѓаните конкретна некаков... соработка, да им биде јасно Некаква на хронологија гледачите, на да, настани, хронологија, и затоа ќе гледам во кратки црти да ги објаснувам, затоа што 3 сати, 5 сати нема да ни биде доволни, а не 55 минути, а кога сите тројца би зборувале. Првиот деловен контакт беше меѓу мене и Златко, за да јас, односно моето семејство, преку фирмата на мојот сопруг и на мојот син, бидејќи се заеднички содружници, да купиме 2 стана и 3 деловни простори. Тоа е 2008. Индиректно, значи, да не се враќаме, ве молам, значи, да не упаѓаме во збор, значи, тргнуваме со факти, прецизирам јас датумот. да не ги оптеретуваме гледачите Не со ги датумите. оптеретувам никога. Значи, кон крајот на 2008 Фактите. година, значи, стапуваме во контакт, се договараме за условите и фирмата Гост. Јас тогаш во таа фирма не бев ни присутна, но бидејќи Тоа е усмените фирмата на на мојот вашиот сопруг сопруг и и на на мојот синот, така? син, чиј управител беше мојот син. Бидејќи договорени беа условите, од Кубус инженеринг беа доставени, односно им биле доставени на службеничките, 5 предоговора, 5 профактури, кои што после 10-15 дена истите беа платени. Кај вас постои, значи, и предоговорите, и профактурите, и плаќањата. Постојат изводи и од страна на Гост, и изводот од Кубус инженеринг. Тие документи се и од книговодството на Гост,
и од книгоvodството на Кубус Инженеринг. Дали беше Понатаму, платен целиот износ? целиот И на износ, кој начин на ги целиот износ, плативте објектите? гост зема кредит од Комерцијална банка со мој личен депозит во висина од 235.000 евра. Бидејќи Колку претходно беше беа дадене. вкупниот износ на... Сега во овој период јас се обидов да ги средам сите документи. Значи, по преддоговорите е некаде износ од 18 милиони и 800. Не кажувам во децимали, сега не сакам да ги отпиретам деначите. Толку битно. А фактури биле испоставени на 16 милиони и 404. По земањето на кредитот од Комерцијална банка, напомнувам, со мој личен депозит, веднаш обврската, може би е некаде 10, не е битен точно датумот, уплатена е целосната обврска по испоставените фактури од страна на Кубус Инженеринг. Во тој момент, значи кога се плати 16 милиони 404, гост, како друштво, веќе беше во претплата за 1.750.000 денари, затоа што ви напомнав дека постои разлика меѓу испоставените фактури и договорите, вредноста која ќе собереме на договорите. Од кои причини не била издадена фактура до 18 милиони и 800, не ми е познато, јас затекнав таа состојба. Значи 16 милиони 400, 1.750.000 во претплата и во некаде 23.9. некаде 2010 година лично јас имам уплатено уште 2 милиони. Значи, од вкупната таа сделка 1.242 милиони денари гост бил во претплата. По плаќањето на обврските кои ги имало друштвото, се прави прием и има записници и тие се кај вас, записници за примопредаја на 2 стана и на 3 деловна простора. Становите се 2 по 65 квадрати и деловниот простор е вкупно околу 120 може. Имате ли имотен лист за тие делови Да недвижности? одиме редоследно, значи се прави и примопредаја меѓу представник на Кубус Инженеринг и управителот на гост. Имотен лист не е добиен и до ден денес, без разлика што сме имале и примопредавања и целосно платени обврските. После примопредавањето, некаде може би 2-3 месеца, јануари месец 2009 година, имам писмо доставено од Кубус Инженеринг дека се обраќа до Комерцијална банка за ослободување на 2 стана и 3 деловни простора. Во моментот исто треба да напомнам дека тие недвижнини беа под хипотека, веројатно уште во градбата на самата зграда, бидејќи на господинот му помогнав мои лични пријатели и колеги да купат исто станови таму и деловни простори. Како ги плаќа лицата, така беа ослободувани од Комерцијална банка. Претпоставував и јас дека истото, кога ќе се плати износот, Кубус Инженеринг тие средства ќе ги уплати во Комерцијална банка и после тоа нормално е дека требаше да бидат ослободени. Тодоров, зошто до тука би завршиле овој прв. Зошто не го фактуриравте целиот износ? Затоа што господјата јас тоа го вели забележав дека сега овој период. да има некаква разлика во вкупниот износ на суми. Значи, за да не ги повторувам зборовите, ја ќе кажам тоа како што е. Ова е, треба да направиме разлика помеѓу приказката и фактите. Фактите се следни. Значи, гост има уплатено средства, и тоа се гледа на извод, после склучување на преддоговори помеѓу гост и Кубус Инженеринг. Има нека приказка дека не знаеле купците, гост прво и основно, значи, седењето на оваа маса во една ваква дебата, не знам со кој повод е господјата Трајковска тука. Значи, она нити фигурира во гост, нити фигурирала било каде, за да можеме ние да збориме за станови на гост.
Значи, потписник во гост не е господјата Трајковска. Потписник во гост има некој друг. Добра, Имаше Само не малку. ворете. Да. Ворете. Само малку. Јас Ајде, не сачекав, нели ги Да. кажав сега. Ајде. Меѓутоа, тоа е да кажеме нешто што треба да се види присуството какво е. Би требало емисијата да се вика Злочин и казна. За да можеме ние понатака да го продолжиме тоа, меѓутоа ќе застанеме со почит на вашиот новинарска тежина. Становите се уплатени од страна на гост. Јас не знам од каде му се на гост парите, подоцна, многу подоцна се дознава дека се тоа од депозит, покажување на господјата Трајковска, даден кредит од Комерцијална банка на гост, гост ги уплатил становите кај нас и ние истиот ден сме ги префрлили во Комерцијална банка. Во целиот износ, тој кој што бил уплатен. И викаме, на Комерцијална банка главница со партија 0,2 како што се иде, за да може да бидат ослободени и сме побарале тоа. Тоа е вообичаена практика Тоа при е вообичаена продажба на практика станови. и ние сме го тоа целото направиле. Становите не се доплатени во висина од 40 на 1000 евра. Целокупните недвижности. Значи сите недвижности не се уплатени во висина од 40 на 1000 евра. За тоа што е уплатено, а што било неспорно, ние сме го повикале гост да дојде да склучи договор на нотар, бидејќи имотни листови постојат од да кажеме, пред да се склучат договорите 3-4 месеци. Каде што е забележано, дали има имотен лист, колку квадрата е, Агенцијата за катастар како што се работи. Дали постои терет, дали не постои терет. Дека некој не знае дека постои терет, а да е преку акционерски удел собственик на банката, каде што се уплаќаат средствата и од каде што се земаат средствата, просто не верувам. Дека парите идат кај во банката, кај директорот, кој што треба тоа да го одобри, кај што ние сме, и тоа не верувам, затоа што има на со печат на гост и ракопис на директорот Твртковиќ, значи он пишува негов е ракописот, а печатот е на гост. Тоа се факти кои што ги имаме, значи не верувам дека некој не знаел дали се становите под или не се под Да, хипотека. ако тврдите дека, се извинувам, 40.000 е таа разлика, да. Дали во тој период побаравте да ја плата таа разлика? Значи, ние не сме побарале никаков ритм, заради тоа што договорите, кои што се преддоговорите за становите, не дојдоа, нити дојде некој представник од гост кај нас, нити пак ние отидовме некаде, него просто преку Комерцијална банка флуктуираа договорите. Значи, кај нас нема дојдено никој, а тоа го има во исказите кои што ги има дадено господината Трајковска, кога прв пат сме се виделе Не е со ли малку низиниот чудно некој да кога се работи за негова недвижност да не дојде да... Па, кажете ми вие. Да. Не, Да, кажете не ми вие. точно. Повелете, господин Трајковска. Јас напомнав дека во тој момент јас не бев во гост, но сите преговори ги водевме јас и господин Тодоров лично. И барам само да ме погледнеш во очи. Да, гледам. Дали целиот износ ви беше уплатен? Не. Не е точно. Гледам Да, очи. 2 милиони и 400 Не е недостасува. точно. 2 Е, сега милион- вака. Ние за тоа што е Абе, направено. Ве мола, Да, да, ве ајде, мола. ајде, ајде. Сослушајте ме Да. и давајте конкретни одговори. прецизно, што реков, Ве да молам, или не? немојте да спомнуваме имиња на лица кои не се присутни. Не би сакала. Непријатно е, и јас се чувствувам непријатно кога некој некаде ќе ме спомнел во емисија. И сега барам да го држиме дигнитетот на емисијата и да не спомнуваме лица кои не се тука. Ве прашувам да. уште еднаш. Вие Значи, рековте 18 дека сте предплатиле. Така, Стоите на 18 милиони и 800 се вкупно по договорите. 16 милиони и 400 е уплатен износ по фактури, колку што се издадени фактури. Господине Тодоров, ве прашувам. Добро. Кој треба да издаде врз основа на договорите фактури? Дали вие, како продавач, или купувачот? И без разлика, Ајде се што да зборим. и без разлика, што фактурите биле во износ од 16 милиони и 400, гост во тој момент постои вештачење и тоа ќе биде презентирано тука и после Добро, документи да, веќе да, предадени. да. 16 милиони и 400. Милиони 750. Гост е во претплата. Ако вие не знаете како архитекта, тоа го знае книговителката која во тој момент ви ги водеше книгите. Така, да. И 23.9.
2010 година. Имам извод, кај што Кираца, лично од нејзината трансакционна сметка, ви ги има уплатено парите во Унибанка. Со тој износ, значи уплатен е целосно износот од 18 милиони 842 денари, не сакам сега да одиме на ситно, со тоа останува гост со се моите, затоа што сопругот и мојот син се дел од моето семејство и остануваме вкупно во претплата 1.242.000. Ве прашувам, после сите тие уплати, Добро. зошто воопшто не понудивте веднаш да ги слободите становите, а ги предадовте? Ако воопшто имаше неплатено, зошто, господине, правевте записник за примапредавање? Со сите ние ги предаваме становите. Не е точно. Е, сега вака ќе ви одговорам веднаш. Ако е све тоа платено и ако вие сте биле совесни домаќини и тие кои што уплатиле, зошто не се појавивте на нотар кога сме ве повикале? А ја ќе ви одговорам зашто не се појавивте. Господине, не заобиколувајте. Не заобиколувам, кажам. Ве молам, ама Може да кажете. збориме, ти можеме паралелно да збориме. Значи Не, вака, не, нотарот известува вака. Во врска со вашето барање, доставено до мојата нотарска канцеларија, дали на 18.3. по доставената документација од ваша страна за потпишување на договор за купопродажба на недвижност меѓу Кубус Инженеринг Скопје и гост, купувачот не пристапи во мојата нотарска канцеларија. Зошто? Само момент. Так. Ќе Јас ве барам прецизен последователно, сега, ја ќе ви објаснам само зошто. малку. Само малку. Ја ќе објаснам Не зошто. слушнавме одговор дали... Дали сте добиле известување? Не. Никакво известување не постои и во комуникацијата, значи, меѓу Кубус Инженери како продавач и гост како купувач. Тоа писмо, господинот, што го има добиено, значи, самиот си имал комуникација со нотарката. Значи, не известил ниту еден представник писмено, нека покаже од поштенска пратка, потврда, дека испретил писмено известување управителот или, во крајен случај, мене, која што сум преговарала. Господине, ве молам, значи, јас сите документи... И што се нотарите не чинат? Ма ве молам, не се уфрлај. Не се уфрлам, прашувам. Значи, за сето она што го зборувам, кај господја Дубњак, постоја... Има и кај господја Дубњак и во обните. Постоја документа. Сега да видиме за значи, плаќањето. вие немате писмено... Не да се доискажам. Вие немате писмено известување до купувачот. Ве молам, толку години Може да се имаме чекат... исто време на зборење? Не може. Толку години чекање за потпишување конечно на договори и добивање на имотни листови. Илузорно би било јас сега да се појавувам тука, ако имам писмено известување и јас или управителот Гоце Трајковски да пристапи кон потпишување. Нотарот лаже. Најмалку известување од вас, ниту од нотарката Мери Весова. Тоа е нарачано писмо од вас. И како го нарачавме? Се извинувам, еве на господја нотар, зошто го спомнав? Само еден момент, сега јас би сакала да се уфрлам. Да. Ако добро ве следам, купопродажбата била во 2008 година. Како тогаш се случило во услови на таква недоверба во 2009 година да земете кредит, поточно фирмата Гост, после година дена, колку што разбрав, во име на Кубус. Така. И тоа фирмата кредитот е нималку наивен, со една висока сума и цифра. Ако дозволувате, ќе ја споменеме. Да, ќе кажеме. И колку 41 милиони 500 и нешто 670 денари. Каде што вие гарантирате со хипотеки од имот на Кубус. Така. Зошто во тоа време вие не можете да земете директно кредит од комерцијална? Кој вика дека не од можеме? банките? Од банките. Зошто ви Кој е вика дека не потребен можеме? гост за да земете кредит? Кој вика дека не можеме? Не, ве прашувам зошто би ја користела фирмата за да земе на ваше име кредит. Не на име на гост, е земе на име на за гост, која фирма? а со хипотеките на... Вака, имаме погрешна представа. Значи, прво за поврзаноста и за земањето на гост кредит. Имате погрешна информација. Ајде. Во времето кога гост ги плаќа становите. Добро. Со кредит. Другата фирма
која што е во роднинска капитална и управувачка поврзаност, следејќи ги податоците од книговодителката што спомна господјата Трајковска, значи керката на Кираца должи 20 милиона денара на Кубос инженеринг. Гост купува со 14 или 16 милиона денара, а ова другата фирма што е поврзана должи. Да видиме дали тоа со наши пари купено или не е со наши пари купено. Сега, понатака, Гост не зима кредит за нас, за да може ние да земе, Гост си зима за себе кредит. Тоа предпоставам дека доаѓа од една изјава која што господјата Трајковска ја има дадено. Ако зимаат за себе, зимаат. Гарантираат со вашите... Не, јас гарантирам. Тука си измамите. Услуги им правите на Гост? Да, услуги. Бизнис услуга. Да, колку и да тоа смешно, тоа е така. Видите вака се, не знам дали ќе може камерата ова да го направи. Кубос никогаш немал трчање по ликвидните средства за да ги исплати кредитите. А во тоа време ликвидна ви беше фирмата? Во секој време Кубос нема кредит од 2012 година. Овде имаме еден цртеж кој што не знам дали ќе може да го видите камерите. Кога нема кредит? Од 2012 година. Точно, да. А Нема колку кредит. имавте до тогаш? Апсолутно немавме поише од колку што продадовме. Не е точно. Значи, во 2012 година сме имале 170 милиона, а сме продале 240 милиона. Меѓутоа, ако може камерата да го види вака, јас ќе го свртам тамо кај што треба. Да се Тој разумее. приказ ништо не значи, господи. Па не знам дали не значи, на Не некого му значи. Линијата доле што е. Тоа Значи, само оваа вашата линија- глава значи. Не, апсолутно. Да. Ова линија што е тука, тоа е сликовиот приказ за да можат сите гледачи да го видат. Иначе има детална слика. Тоа е што се кредитите кои што ги користат Кубос за сопствени потреби во годините кои што му се градат зградите. Ова другото е второто прашање кое што треба јас и господјата Трајковска да сме тука. А тоа се работи кредити на поврзани лица помеѓу себе од типот Технометал, Макошпет, Фершпет, Комерцијална банка и Инвестбанка, Гост, Кика, Стела, сите фирми кои што после тоа се во репрограм. Овде сме го вратиле кредитот на оваа колона овде. Во една црта се гледа дека сме ние продале поише од тоа што сме зеле. Кој со кого е поврзан? Значи, за да можеме да дојдеме до делот, за да се објасниме. Дали ние сме знаеле или не сме знаеле, односно дали сме се познавале, дали не сме се познавале. Само да ја Да довршиме. прекинеме, да. Да ја довршиме. Да се распринуваме. Не, се само нека ја доврши мислата. Не се распринуваме. И ќе дадете одговор. Дали сме имале Кубос инженеринг, дали имал со Фершпет деловни односи? Од историјатот на промени, тука можеме да седнеме со господјата Трајковска на маса, се гледа дека денешна Шпарка се порано Инвестбанка, од историјатот на промени се гледа дека господјата Трајковска, кога била господјата Трајковска, на Кубос инженеринг му се одобрени 10 кредити. Во тие 10 кредити ја земав само еден или два, во кои што пристапува Фершпет. Главната причина за ова брдо кое што е тука на кредити и кредитни партии, всушност е од една единствена причина затварање на нефункционални кредити, кои што поврзаните фирми ги имале кон себе, тоа го констатирале и органите на прогон. Конкретно, за да бидеме прецизни, Управата за спречување на перење пари, тоа е составен дел од една кривична пријава, која што е поднесена 2012 година и која што заради моќта на тие фирми кои што тука ги споменјам, е веќе 7 година. Седи и чека. Кривичната пријава беше, да кажам, засилена во 2017 година со промена на власта, па беше во 2018 година со финансовата полиција, која што поднесе до СЈО. Кој како обвинител се застанеше на патот, или беше сменет, или беше во некои други Јас би водители. сакала сепак да се Значи, вратиме да, на да, кредит. Да се вратиме Значи, таму кај што. Затоа што две спротиставени изјави имаме околу тоа кој земал кредит. Ова што го кажувам, јас, значи, го повикам обвинителството и почуен глас да постапи. Зашто ова е апсолутно, тука е целата суштина. Не се работи за тоа дали се становите платени или не платени. Гост кој што
искористил кредит од Кубус. Односно, искористил кредит од Шпаркасе. Сега веќе Шпаркасе. Каде што Кубус ставил свој имот со верба, заради тоа што јас и понатака се поклонувам на Комерцијална банка. Комерцијална банка е институција. И ние не смееме да не веруваме. Тоа е системска банка на Република Македонија. Меѓутоа, има неколку луѓе таму, кои што јас не ги знам, зашто не сум обвинител, меѓутоа можам да посочам, да насетам. Само секунда. Добро. Значи, не се приказни, ова се факти. Само ќе ве молам на фокус. Да, Да замолив и на фокусот е следен. Гост, користејќи го кредитот од Инвестбанка, за кој што Кубус дал своја хипотека, за која што Кубус, ако не се плаќа кредитот, има регресни побарувања, кои што ги остварил после тоа, Гост не ги префрла становите на своје име за Кубус да не го оствари регресното побарување. Тоа е целата работа. Иначе, тоа дали ќе се насмееме, дал некој дошол да си го земе или нотар не го известил или не знам, достава не била, тоа се приказки за мали деца. Сега ние, за да седиме фокусирани, значи викаме дека некој нотар известил, имало имотни лист, пред да ги се купат становите. Било забележано внатре која хипотека, каде, каква е, пратено е од до Комерцијална банка да се ослободат станови во таа зграда, кои што се купени во 2000 и многу сме во фокусот. Значи во 2011 година се 2011 година се купени станови. Јас пак ќе ве вратам на кредитот. Ве молам да бидеме директно. На кредитот, точно, таму сме. Може ќе јас да наставам. Повелете, одговорете. Јас ова ќе го довршам. Малку е чудно затоа што станува збор, дозволете, за 680.000 евра. Ни малку наивна сума. Ако завршиме... Многу е алтруистички вие да гарантирате за друг некој. Значи, со првата случка, така ќе наречам случка, се уште, значи, постои она обраќање на Златко до Комерцијална банка, се уште не ни се нарушени односите, бидејќи неговата ликвидност се нарушува и на Кубус ДОО, и на Кубус Инженеринг, тој веќе преку банките директно не може да земе кредити, се обраќа до мене. Која година е тоа? Значи, тоа е веднаш 2009 година. Ама како? Значи, ме замолува дали може на некаков начин да помогнеме да земе кредит и да ги надмине обврските кои што не можеше да ги подмири и према банките, и према неговите доверители. Доаѓа 2009 година, некаде пак се поклопува, значи година дена после тоа, се наоѓа решение дека единствено... Кој го наоѓа решението? Златко, кој го наоѓа решението? Те молам, не упаѓај. Не, кој го наоѓа решението? Те молам, се наоѓа решение, кој го наоѓа? Некаква Значи, писмена документација. Кој го наоѓа решението? Само не упаѓајте, ве молам, господине Тодор. Значи, дозволете, јас редовно да ги кажам на станите, па нека... Памтам, па ќе си кажам. Заклучат. Добро, да, борите. И господјата, и гадачите. 2009 година, бидејќи не може Златко да земе преку неговите фирми, молбата беше дали можеме да ја надминеме состојбата, како, значи се оди во Шпаркасе, дали може да се земе преку некоја друга фирма и го наоѓаме соломонското решение преку фирмата Гост, која што до тој момент многу успешно се работи, не беше голема фирма, мала фирма и за нејзините потреби доволно има ликвидни средства да работат. Во договор со, сепак не сакам да го спомнам името на директорот, без разлика што сега е покоен, го наоѓаме решението, а бидејќи Гост има само опрема, значи не може да гарантира, а бидејќи кредитот се однесува за Кубус Инженеринг, доаѓа Златко со предлог дека ќе даде некретнина во таа висина. Септември месец се пуштаат средствата и тоа на 3 пати и индиректно не Гост према Кубус Инженеринг завршуваат сите средства, значи 41 милион и 500 завршуваат во Кубус Инженеринг. Дека е тоа така? Зошто директно не ги исплатив? Директно, бидејќи не можеше заради кредитирањето, бидејќи тој не можеше да се појави
И ако гост, значи како кредитобарател, Ги лажевме, и ако Народна банка ја лажевме. Заедно? Да, индиректно може да се рече, ама значи не па да заедно, дојдат, Златко, ќе излеземе за да на ги нула апсет. добиеш парите. Не, Те молам само да завршиме. Ќе сачекам ја апсолутно. Се сачекам, само Значи, тоа е средствата, добро е што се значи средствата се откриваат префрлаат работите, кај јавно. Кубус инженеринг. Во тој момент, Кој ги значи, ја- префрла кај Кубус инженеринг? значи од гост одат преку Естела и Кика и доаѓаат кај тебе. Тие средства завршуваат Тоа таму. се ваши фирми? Да, едната е на ќерка ми, едната е на мој пријател кој исто е покоен. Факт дека е така се докажува со тоа што во 2012 година гост покренува тужба против Кубус инженеринг во висина од 63 милиони денари. Со камата Зошто? што истечајното Заради прави. неплаќање Па на ануитети? нормално дека не плаќање. Сега. Тука би завршила што се случува во тој момент кога се дава средствата. Ќе имам право да Се одговорам. јавува Да. веројатно. Тоа е овие години, кога веќе јас, излегот од мојата поранешна фирма, имав можности да ги анализирам сите документи и забележувам дека средствата од Шпарка се префрлени некаде септември или октомври 2009 година, а нотарскиот акт е потпишан во 2010 година некаде мај месец. Бидејќи го го нотарскиот спомнате акт. господинот кој што не е присутен тука. Во моментот, Твртковиќ, ќе го значи спомнам, полека не, значи не ве молам. А тебе Златко посебно. Да, тука сум. Бидејќи имотот што го става Златко како хипотека не е на Кубус инженеринг, него е на Кубус ДОО. Да објасниме, тоа така, се така две фирми кои што кои што се во и до чија ден денеска сопственост и до ден ваша? денеска во јавноста значи постои еднаквост. Златко Тодоров, Кубус ДОО, Кубус инженеринг. Иако ако погледнете историјатот, значи на движењето на тековната сметка, ќе видите дека значи Златко, прв оснивач на Кубус ДОО, се двајца Да, јас господа, подготвувајќи со едниот имате прилика, се, да. За емисијата разговарав. Кај што со едниот господинот заминал Иван Георгиевски. многу порано и подоцна, таа фирма се викала Контакт, подоцна Златко Тодоров им се придружува. Во 2005 година, 2006, не ги памтам годините и не сакам ни да се оптеретувам со тоа, Златко Тодоров, без дотогашниот содружник во Кубус ДОО, оснива ново друштво, кај што се јавува како оснивач и како управител. Бидејќи не можел и на тој начин, со формирање на ново друштво, да ги избегне значи, процедурите за кредитирање во банките, законот за банки. Тој се одлучува на тој чекор да ја оснива, но воопшто не го земел во предвид тоа дека и оснивањето на друга фирма и ваму со оснивач, значи имаме капитална поврзаност. И од тие причини, бидејќи тие две фирми, тој се јавува, значи и таму оснивач, и тука оснивач, и како Златко Тодоров не можел да земе кредит. Понатаму што се случува? Нотарскиот акт се потпишува во мај месец, затоа што само вака за значи, да имаме да те молам, значи да вас што го Да се зборувам, задржиме, немајте, да. значи 2010 е значи нотарскиот акт потпишан меѓу гост Не, што не може да земам Кубус кредит. ДОО, значи не може Златко и тоа ќе го обяснам. И тоа се стручно ќе го обяснам зошто немаме не си време. можел. Треба да Капитална зборам ја. поврзаност постои затоа ти со Која е твоите фирми не улогата може. на Ленче Понатаму, Крстевска, ќе да така. молам? Тој Тој е значи секретарка. бидејќи Управител. Златко Значи, Тодоров, борет ја, бидејќи јас сум Златко Кубус Тодоров инженеринг, да. се без огнев. увидел веројатно и го предупредиле и деловните банки, тоа јас не можам да нагледувам како, но предпоставувам, затоа што тој се јавува како оснивач и во двете фирми. Да го избегне тоа, може би после некоја година од оснивањето, прв пат се сменува од управител, а потоа се сменува и од оснивач и ја става господјата, не сакам името да го спомнам, вие го спомнате, И јас го спомнав. да, соработник негов од фирмата, а дека е така, при поднесувањето на кривичната пријава од страна на гост, Ленче Крстевска
бидејќи вие ја рековте, значи самата дава изјава дека таа е само формален управител и основач. Таа кога доаѓа како управител, има едно објаснување во одлуката што ја носи друштвото и кај што се ополномоштува Златко Тодоров, бидејќи многу добро го познавал до тогашното работење на двете друштва и понатамошното работење, тоа е во тек и затоа му се дава генерално полномошно да го застапува и полномошното да имате го забелешкате. Не. Ке ве молам, постои хронологија и многу стрикно објаснување. Има хронологија, меѓутоа имам чувство дека премногу одите во детали. Сега ќе ве вратам на моментот, значи што се случува во оној момент кога банката ја активира хипотеката затоа што очигледно е дека ануитетите повеќе не се плаќаат. Година и пол, јас од мои лични средства преку гост давав позајмици и гост ги враќаше. И ануитетите, и каматите, и некаде во 2011 година веќе, значи се сведува салдото од 41 милиони 500 на 29 милиони денари и бидејќи бев веќе немокна со опомени према Златко да си ги подмирува редовно обврските, беше повикуван и во банката, во Шпаркасе, затоа што тие знае дека тој кредит е за нив, тогашна Инвестбанка. И тогаш јас реков дека веќе нема враќање на кредитот и од тој момент Шпаркасе, односно Инвестбанка тогашна, го блокираше гост. Сакаше Златко Тодоров да спомне дека сум била во органите, значи во комерцијална банка. Никогаш, ниту Фершпет, ниту овие фирми на моите... Значи, фирма никогаш... Бусико, знаете која е? Не. Не знаете? Значи, И како не знаете фирма Бусико која е? Ве молам, значи не сме... Собственост на Фершпет. Не е точно. Е чива е. Во времето кога е правен криминалот према нас, Бусико е собственик на Домати. Домати има акции во Европа. Бусико има акции во Европа. Европа каде е? Кај што е Сава Димитров. Воопшто 6 години јас не сум присутна во Фершпет. Ама тоа е пред 6 години. Тоа е 2008 година. Бидејќи спомнувате во јавноста дека јас сум била во органите на банките. Сте биле некаде во некој надзорен одбор? Само во Инвестбанка. И никогаш тоа е моје учество во органите на таа банка не било злоупотребено. До сега фирмата Бусико знаете ли која е? Не знам. Уопште не ме интересира. Повикувам јавно обвинителство да испита оваа работа. Почуен глас. Ама почуен глас. Кога сме кај кривичните пријави господине Златко? Добро. Кај нив се дадени сите документи. Во фирмата Бусико, и тоа имате записник на нотар, тоа е достапно на сите јавни исправи. Вие сте раководеле со состанок, записник на нотар има, со фирмата Бусико. Не ја знаете. Добро, одлично. Дали го знаете овој имейл? Зашто знаете капитална поврзаност. Вака ќе го направиме. Ова е упатено до комерцијална банка. Вика гост до Билјана Максимовска. Значи, вика не сакам да користам мејлови, ништо не го видов тоа и тоа не е значајно. Ама да го видат гледачите. Те молам, немој да презентираш. Ке ве молам имиња, рековме. Не, еве го вака. Те молам, без имиња. контакти лични. Гост, долгорочниот кредит. И ова е зајавен обвинител. Е обезбеден, зајавен обвинител под чуен глас. Макар што имаат, а јас сум хендикепиран, не можам сите документи да ги извадам заради тоа што се во истражна постапка 7 години. Странските се ти е отврлено затоа мафташ само со кривична пријава со насловната страна. Не мафтам значи ништо. ти се одбиени. Кој е одбиен? Одбиени ти се. И како се одбиени? По твоите кривични пријави, уште од 2012 и 2013 година, МВР ги проследи до јавно обвинителство. И едната е уште и од МВР отфрлена, а можеби и втората. Тогаш финансиска полиција изврши контрола. Кога? Без моје знаење. Кога? Значи, тоа е некаде 2012-13 година. По твоја пријава направено е снимање, значи контрола на моите лични трансакциони сметки, направено е и од Управа за јавни приходи. Контрола во друштвата
на моите деца. Кој е таму во И до обвинителство сега кој што го чува нема тој став? никаква незаконитост од господине. Ниту покрената Па, не знам. кривична пријава. Ти. И мафтате упорно овие години Уште со ловечко насловната страна ве молам. Уште Само да ловечко скажам. друштво некој да поднесе. Само Да, малку. извинете. Вие цело време во изјавите за јавност тврдите дека сте жртва на финансиски тероризам. Не, кон државата е извршен финансов тероризам. Инаку ние, видите од кого е ова. Значи, гост, долгорочниот кредит, упатен еве да не спомениме, до висок директор во Комерцијална банка. Долгорочниот кредит е обезбеден на износот од милион, таму ќе се компензира. Остатокот од износот не се однесува за негови обврски, туку за земени кредити за купување на акции во акционерски друштва каде што имаше капитална поврзаност на неколку друштва. Фешпет, Домати, Макошпет, Европа. Излезе беа обезбедувани кредити од Естели и Гост, кој кого лажал. Ова е финансовиот тероризам кон државата. Кој го правел ова? Зашто е правено ова? Зашто се од нас, на нашата сметка, со вирмани за обезбедување префрлени пари на друштва кои што се роднински капитално и управувачки поврзани помеѓу себе. Само нешто да ве прашам. Тука е објаснувањето и за становите. Да. Зашто се чуваат? Само може. После сите работења и трансакции, значи деловни активности и финансиски трансакции. Дали знаете, господине Златко, дека за сравнување на состојбите меѓу фирмите постојат изводи на отворени ставки. Секој правно лице на крајот на годината должен е по Законот за трговски друштва, по меѓународните стандарди и по правилникот за сметководство да се направи попис. А за сравнувањето на состојбите меѓу правните лица постојат тие изводи на отворени ставки кај што треба да има сравнување на состојбите. Дали воопшто, господине, еве заклучно, после сите тие перипетии, еве конечно нека биде 2012 година и од тогаш до денеска, дали воопшто имате испратено до мене лично и до фирмите на моите деца дека воопшто нешто ви должат? Финансискиот инженеринг кој што го имате спроведено заедно со лица од банка внимава на периодот на застареност поише од 3 години. Ја не можам да поднесам ништо освен кривична пријава. 30 сега, не е ниедно одбиено. Погрешна ми информацијата од председателот на Советот. Значи 30. Остана уште ловечко друштво во оваа држава да поднесе кривична пријава. Како тогаш, бидејќи фрлате големи сомнежи кон банките, не кон банките, извинете. Не, кон поединци, комерцијална банка треба да се поклониме. Провејува последните 5-6 години. Како тогаш, господине, погледни ме во очи. Дозволете. Дали излезе во јавноста и да зборуваш против банките? Дали излезе? И конкретно се повикуваш на комерцијална банка не сум кажал ништо. Па не можеш да оспориш нешто. Не, никогаш не сум кажал против комерцијална, против луѓе внатре. Комерцијална банка е системска банка на оваа држава. Кој не верува во комерцијална банка, да си оди од тука. Ме радува што го менувате мислењето. Никогаш не сум кажал против банка. Значи против луѓе во банка. Стално против луѓе во банка. Дали во 2012 година токму Комерцијална банка ви направи репрограмирање на долговите? Да, точно. Затоа што од она што го имам јас како сознание низ годиниве, вие сте имале добри односи со банките. Извонредни до 2012. Па колку што знам, во разговор со вашиот поранешен партнер, кој што ми рече дека токму една од главните причини за недоразбирањата меѓу вас и него било токму тоа што вие сте земале наменски кредит за градба, а потоа со тие средства сте давале по зајмици. Не е така. Значи, он погрешно ве известил. Иван Ѓоргиевски е правник во фирмата, беше правник во фирмата. Знаеше ли тој за вашите позајмици, кажете ми директно? Како го е сосопственик, подпишан е секаде. Значи, он е исклучен од друштвото со една единствена причина, сега до нејве дојде од апелација. Заради неучествување не доаѓаше на работа. Самиот си даде, како се вика тоа, отказ и беше исклучен. Во петокот дојде пресуда во која што е дефинитивно по жалбена постапка, зашто дојдовме во време кога Кубус имал
30 милиона да должиме на... Ама и тоа си имаше свое. Се поклупува со кредитите од банките. 230 милиона требаше да исплатиме. Па вратено е назад со Иван Ѓоргиевски за оваа работа е завршено. Дојде од апелација пресуда. Треба да веруваме и на судството, значи понекогаш. Иван Ѓоргиевски. Може само да надополнаме? Да, добре, се извинувам. Само момент. Вели, цитирам. Во 2004 година, без мое знаење и согласност, Златко зема од Комерцијална банка наменски кредит за градба од 20 милиони денари и истиот ден ги префрли на други 7 или 8 фирми. Како може во 2004 кога е Иван таму, кој е тоа без негово знаење? Да. Он е токму- потпишан на Вирманот. токму- Исто. Сега, тука доаѓаме до друга работа. Дали е без негово или без наше знаење, па после сме тргале по главата кај што ние скинале, па сме идале натака. Значи, на истиот ден, кога ќе се побара кредит, ние сме имале за своји кредитни, за своји потреби, сме имале одредени ситни кредитни барања. Значи, има во табела колку е тој и како е направено, да не барам тука. Во истиот ден, кажете ми, кој знае колку средства ќе му дојдат? И кога ќе ви дојдат? Дали имате некаков увид во тоа колку средства ќе дојдат? Да не го објаснувам. Зошто тогаш господинот Ѓоргиевски поднел кривична пријава до МВР, до стопански криминал, за перење пари, бидејќи Кога? Тоа ја не сум тврди, ја- да, не сум бидејќи во 2010 година, Тоа е одбиена, бидејќи тоаш бидејќи не сум тврди дошол, да. дека во тоа Видите. време токму банките кога утврдиле дека го нема потписот од вториот содружник, тогаш сватиле дека практично вториот содружник нека дојдат кај нема нас веднаш. согласност. Утре нека дојдат да видиме кој е тој кај што нема втор Може едно содружник. мало надополнување? Вака, видите. Значи, Ајде, кога се ајде. дека се исказите на господинот Иван Ѓоргиевски точни, јас Како го се прилагам, удружив? Зашто се удруживте? Некогаш Зашто се Златко, удруживте? Да. темола Златко маката некојаш ќе не натера и јас навистина жалам што не сме се запознале порано и дека до оваа голгота Од немаше да дојде. 2010 се знае. Нотарскиот акт кој е направен во 2010 година. Добро. Значи 5-6 месеци. Се прашувам зошто е после Кој е 5-6 тој? месеци Кој е тој нотарски акт? акт кај што е ставен имотот на Иван Ѓоргиевски под хипотека за кредитот на гост. Значи, после 6-7 месеци е направен нотарскиот акт. Веројатно, вие Зашто тоа? имавте проблеми, сослушај, имавте проблеми, бидејќи се уште во Кубус ДОО Иван Ѓоргиевски бил содружник. Иван не е содружник од 4.4.2007 година по пресуда. 2009 година. По пресуда, во 2009 е пред или после? 4.4.2007 година по пресуда. Па еве што да слушам. Нотарскиот акт што е направен. Значи воопшто гост никогаш во оригинал не го Ама доби. сега вака, Сослушај, малце еве панаѓурски само личи една. ова. Не, полека. Еве ги, само ќе прочитам. Ајде, Малку. ајде. Може би ги замараме гледачите, Да, многу ќе веројатно. појасниме и тврдењето. Јас мислам Ета. дека ќе им биде нејасно на гледачите. Вика значи предочено е од страна на нотарот. Така? На учесниците во постапката им е предочен имотен лист тој и од таа година за КО Карпош и истите се запознати и согласни со запишаните прибелешки во лист Г од имотниот лист. Вие двајца Добро. како партнери, кога сте ја граделе дотичната зграда кај што биле недвижностите, Добро. сте се договориле од резултатите од работењето да си поделите не финансиските средства, него директно во станови. што? Твоите си ги реализирал, а Каде и кога? Ги зема тоа за е, гост. ќе ни треба, ви реков, и уште 5 емисии за да го објаснуваме и не Така, би да. сакала да бидам адвокат на 7 господинот години. Ѓоргиевски. Така, 7 години сета. Еве Да, пресудата. но на некои рочиста сте се изјасниле дека представниците на гост воопшто не ги познавате и не знаете воопшто како е даден Не, кредитот не ги со познавам. имото. Не ги Апсолутно. познавате. Апсолутно, па и- Зошто и ваша плачевте, изјава е- господине, само погледнете очи. Плачевте кај нотарката кога синот мој на 24 години, кога го виде износот од 680.000 евра, стана и тргна на кај вратата си оди да не потпише, зашто знаеше дека на фирмата не и се потребни средства. Кираца, кога се разбуди утре дента, исплатена беше. А, Кој молам. сум плачел, кој ме Кај вас, знае? да, да вас. Така се, ајде.
И си Ова е дал пресудата во од Иван. моментот, значи. Треба да го имате во досието, зашто стигна во петок, не сте се завијадали. Само тоа е објаснување. Тоа е Значи некоја дека во пресуда врска со која што е. нотарскиот акт и дека сте дале тук Ама ајде, имот. Ајде глупост. Тук имот. Не се глупости, господине. Ако е некој Сте исклучен конкретно, 4.4.2007 година, а јас сум Не потпишал е во точно. 2010. Не е точно. Не е точно. Има. Има тековна Извинете. соседа. Не е точно. Бидејќи влегуваме во завршна Така, фаза, да. а јас не знам колку Ништо сме не ми е јасни јасно, за Па не, на ништо не гледачите, добивме одговор, него идеме само со приказни општо бидејќи само се нафрлаат некои Да. работи. Во овој момент фирмата Кубус е под стечај, така? Да. Да. Заради тоа што имаше пресуда која што фирмата која што изведуваше на инженеринг прикажа ненаплатени побарувања. Па јас го најдов човекот кој што таа фирма платила ние 7 години, па не е ни чудо 7 години да одолевате на сите тие гиганти во македонското стопанство кои што го оплячкале. Ред беше да не стават во стечај. Меѓутоа, најдовме дека човекот на кој што му е продаден станот го платил станот, така да џабе не однесу стечај, ќе продолжи приказката. Зошто тогаш е отворена стечајна постапка Заради тоа што на 28-ми, тој што му каде должевме што во покрене стечај, записникот е утврдено дека има многу неправилности за и се пријавени 17 милиони евра побарување. тие се, значи околу се не знам точно зашто не сум го видел. Тоа не ме интересира бидејќи јас сум го создал, па ја да ги гледам Како тие може работи. за вас да не ви интересира кога за вас се Апсолутно, работи? затоа што го знам резултатот. Тешко е да лажете, треба да сте многу умени. Тоа што го знаете, што сте го создале, си го знаете. Околу 700 милиона ние баравме од Комерцијална банка да ни каже колку да платиме, ќе позајме, ќе направиме за да се затворат кредитите. Никогаш не ни кажаа. Во стечајот се пријавиле и тоа се побарување што ги има Комерцијална банка од Кубус инженеринг. Толку. Таму ја знаеме сумата која што е дефинитивно од инженерингот украдена. Со се камати, со се не камати. Кој ја украл таа сума? Тоа ќе го кажат органи на прогон. Не знам тачно, меѓутоа има цела серија од 38 обвинети. Кој од нив? Не знам. Јас не може да знам, архитект сум. Ја моје беше да ги направам и да има кој да ги Во краде. записникот што го презентирал стечајниот управник, зборува дека од 2014 година наваму има многу пропусти во начинот на кој што го водите книговодството Треба да се види. и дека има многу нелогичности. Треба да се види, све што има нелогично треба да се провери и да се каже. Значи не би знаел тоа да ви го искоментирам. Навистина не се разбирам во книговодство, имам На кој друга начин верзија. мислите да ги надоместите? Не да се ете надоми, тие треба да се пријави? види што е. Значи, пријави има, видите. Ние имаме обврска кон сите тие луѓе кои што имаат купен. 98 доверители се Не, пријавиле. 98 пријави има. Тоа за еден доверител има излачно, разлачно и не знам како. Тоа се со 3 поделите го. Тоа се луѓе кои што имаат купено станови за да им се утврди нивното право да си ги добијат становите. Толку е. Која е вашата пазарна логика, никои станови кои што се пријавени во стечајната маса, да ги продавате по 250 евра за квадрат? Каде има тоа? Тоа е во во записникот го има тоа. Да, Да го видиме која е таа работа. веројатно и вие го имате записникот. Не го немам. Немам. На улица Даскал Камчев, број 1, Добро. каде што вам во 2010 ви е дозволено, издадено ви е одобрение да. за градба за 2 ката и подпокрив, Да. а вие, според записникот, сте изградиле уште еден кат дополнително и подпокрив. Све што е изградено има документација и има измени во тек на градба со промена на деталниот план, се создале услови, ние тоа сме го поднеле до општина и општината има издадено урбанистичка согласност за таквата работа. Уште еднаш ќе ве прашам, на кој начин планирате да ги надоместите На кого треба, што треба оние да што надоместиме? пријавиле побарување?
секој кој што го пријавил побарувањето, значи секој, од становите ќе си го добие станот. Апсолутно. Банката која што пријавила со завршување на кривичната постапка, ќе видиме дали го има реално или го нема реално. Што дали ќе го има реално, не ве свати? Што е тоа реално? Побарувањето. Да. Побарување, кој Кажете побарување? ми, вака. на крај само едно Да, прашање. Пред 10 дена имаше обид со полициска интервенција да ве отстранат. Тоа е еден од тие станови кои што за кои што тврдите дека вие сте ги купиле, да. Кој што немало да остане. Во 2012 година спомна и господинот Тодоров дека се прави репрограм на кредитите во Комерцијална банка и тогаш повторно нашите недвижности господинот Тодоров ги става под хипотека, освен едниот стан. Веројатно знаеше дека член од моето потесно семејство живее таму, значи на уредно платен стан, 11 години се владеја, господинот Тодоров во 2013 година со лажни документи прави оду и става прибелешка и носи кај нотар со нотарски акт, го става за станот број 6 за извршување. Тоа ќе треба со банката После сите комерцијално опомени, да видите. во 2018 година, јануари месец, извршителот, можеби по нивните прописи, што ја регулира таа материја, е исправно и станот доаѓа до продажба. Го прашувам господинот Тодоров, во овој момент да ме погледне и во очи. Ако тој стан е платен еднаш, како може да се дрзнете тој стан да го продадете? Станот не е платен во целост. Станот број 6, вие сте погледнете дошле... си ги документите, договорот 031-212. Дайте ми ги документите повторно. Дайте ми ги документите повторно да видиме што е. Целокупниот износ за станот е платен. Како? Ве прашувам, дали ве гризе совест, дали имате морал, дали имате етика, Овие и према надписите вашето личат на семејство, вашите има овие. деловните партнери Према или личните пријатели, моето те молам семејство, Златко. знаете што, не го спомињајте. Тоа што Не сте го го спомнуваме си напишале, моето и твоето. тоа што сте Да. го напишале под зидовите, Вие имате моралот и фикција. етика дали спијам. Не се спуштаме ја до тоа ниво, господине Златко, на 60 и скоро 66 вие, години да го направам тоа. Ама личи Ве тоа молам. дал спијам на нормално. крај, тука ќе има работа на надлежните. Да, На крај само сакам да ве Не, прашам. само малку да спомнам, бидејќи во последно време постојано беше спомнувато, значи беа банките, посебно Комерцијална банка, и во тој контекст постојано беше спомнувана Кираца. Само сакам да кажам дека воопшто мој удел, моје членување во Комерцијална банка немало. Ни преку Господине Златко, значи никој не го тврдите, знаете, така? не, значи ве молам немојте да кажувате Добро, фирме, неколку некој ве молам. пати кажете, Значи, Добро, да прашам. зошто во вашите книги, односно во прво и во вашите изјави, а ми се потврдува и од стечајниот управник кој во извештајот вели Ќе видиме со дека стечајниот што е проблем, Златко да. Тодоров од 2013 година книгите не ги води ажурно и уредно. Ама погрешил. И во 2012 година И на тоа. почетокот Не сум го видел. земал Или кредит вие од 5 милиона и 600 во банка за на крај на година Кога сум зел? со фиктивен Не, документ кога сум ја зел? задолжува Комерцијална банка со 695 Не, кога сум милиони. зел кредит, тој 5 На милиони. 2012 година правиш проект Ама програм. не е ли дека нема... Репрограмирање. Само на крај, Немamo уште 2009 Само право. малку, само Како малку сум да зел? бидат уверени значи, репрограмирање гледачите. се стари долго. Господине така. Златко, во прилог кон извештајот, приложена ми е пописна листа и почетен стечен биланс. Ве молам. Само на крај, должни сте ми уште едно, Да. уште еден одговор. Пред неколку месеци јавно кажавте дека ви е запален джипот. Докаде е таа истрага? Се сомневате ли на некого? И зошто во една прилика за време на вашето гостување во нашата телевизија кажавте дека на некој начин тоа доаѓа во време кога сте многу активен околу Во медиумите. медиумите со судски спор за банките. Се сомневате на некого Тоа така конкретно? и беше. Не, знаете како, јас сум сепак човек од Македонија, од Балкан. И апсолутно никогаш, јас можам да се посомнам 300 пати, у секого, имам право, меѓутоа нема да си направам греф
да посочам неколку. Се интересирате до каде истрагата? Апсолутно, да. СВР Скопје работи, значи има сериозна документација која што е направена, значи они си имаат осумничени и си терат полицијата својата работа. Јас ви благодарам на двајцата за гостувањето и за храброста да се соочите заедно на заедничка маса. Една порака. Ако јас, значи за овој изминат период, можам сега да го погледам во очи и да потврдам дека јас и моето семејство сме измамени. Измамени се многу други доверители. Тоа стои во записникот, во зградата на Даскал Камче спроти СЈО. Имате, господине, цел кат изграден бесправно и не знам како тие купувачи на станови ќе можат утре да си го земат имотот. Ве прашувам како? Дали е тоа кривично дело? Дали сте измамиле купувачи? Дали сте измамиле купувачи со тоа што не постојат тие станови што сте ги Јас сепак Е сериозно, ова е директно против тоа што ние се да, издржуваме. Ги повикувам, значи директно вака. Тие кои што се измамени, било кој од 100 да дојдат во телевизијата или кај нас во канцеларија, до што не дошле кај нас. Така. Има новинар кој што Апсолутно е, ќе значи им прозрак. оставиме на надлежните, мислам дека им дадовме многу материјал вечерва. Да. Бидејќи господинот Тодоров, веќе фирмите му се во стечај, ги предупредувам сите идни. Значи, правни лица, физички лица. Да не работат со нас. Далеко да бидат од тебе. Господја Трајковска, јас морам да ја завршам емисијата. Уште еднаш ви благодарам за учеството. А вам, почитувани гледачи, за трпението со кое што не следете. Не го менувајте каналот. Продолжува мојот колега Александар Чумовски со неговиот граѓански форум и отворените линии. Имајте убава вечер.